Преку 2 децении националистичка реторика и постојано ширење говор на омраза и поттикнување поделби, сега опозиционерот Али Ахмети се сети да испраќа пораки на македонски јазик и да повика на унитарна држава и обединетост. Преку писмо објавено по повод годишнината од Охридскиот рамковен договор, представувајќи ги албанците како жртва, Ахмети тврди дека во минатото биле и гонети за идејата за еднаквост и сите гонења за неговите и нему блиските корупцијски и криминални скандали ги представува како прогон на етничка основа. Според него, и тогаш и сега за тоа стоела истата стара политика на поделби, дискриминација и убедување дека државата е само на едните. Мене и на моите сонародници ни се спореа јазикот, знамето, правото на еднаквост, правото на постоење со логиката Македонија на македонците. Сите ние што се осмелувавме да се залагаме за еднаквост не гонеа за сепаратизам, национализам, шовинизам, а денес истиот пристап софистицирано се повторува со прогон и оцрнување за наводна корупција и криминал. Од истата доктрина и истите заробени умови, кои ги карактеризираат граѓаните во граѓани од прв, втор, трет и сметаат дека државата им припаѓа само ним. Експертите предупредуваат дека предстојните локални избори се своевиден референдум за партијата на Али Ахмети. Сепак, според нивните досегашни чекори, веќе не им остана ништо друго, освен националистичката карта со која ги чуваат клиентелистите што им носат гласови на избори. Сегогаш наметнуваат идеи како да ги подпалуваат етничките заедници за да гласат по етничка основа. Јас мислам дека вреди во следните избори пред граѓаните, заедно со коалициониот партнер ВМРО ДПМН и СОЗНАМ, да понудат само проекти на граѓаните кои ќе биде во интерес на сите. И последните изјави на страна на ДУИ, кои сакат да наметнува општини чисти етнички и кои ќе ги градат по етничка основа. Додека власта најавува позитивна кампања која ќе се заснова на проекти и идеи за подобрување на животот на граѓаните, ДУИ сака да си ги зачува гласачите со отворање на стари националистички теми, иако во писмото зборува за соживот и за градење на заедничка држава. Според експертите тоа е само клише, кое пак ќе се сведе на подгревање на меѓуетнички тензии. Вчера и премиерот Христијан Мицкоски порача дека градоначалничките трки на есен ќе бидат избор помеѓу стариот систем што ја уназадил државата и нова перспектива за заеднички напредок. Се надева на позитивна кампања која ќе се однесува на проекти, но нема да биде изненаден ако ДУИ продолжи со реториката со која земјава ја враќа 2 или 3 децении назад.